Вакцинацијата против ковид во Гостивар тече редовно и непречено. Откако беше воведена третата доза, најголем интерес има токму за неа. На вакциналниот пункт во здравствениот дом против коронавирус дневно се имунизираат по околу 150 граѓани. Најголемиот дел од нив доаѓаат да примат бустер доза, а тоа се главно повозрасни лица или пациенти со ризично здравје. Вакцинацијата се одвива во истиот редослед и темпо како што, мислам, буквално кога почнавме од април месец. Непрекинато. Сега заинтересираноста за прва доза е малку смалена, но сепак во просек околу 150 до 130 души дневно се вакцинират. Повеќе има заинтересирани за трета доза. И некако популацијата, дали повозрастната, се заинтересирана за трета доза. Како што растат новозаразени, ги гледаме секој ден дека бројката со, да речеме, попуштени дали мерки, независно празници, нова година, е се поголема и поголема, секако расте и бројот на примањето на прва доза, но и за трета доза, што значи некои граѓани кои што веруваат во вакцинацијата, а би требало да веруваат, сепак сметат дека со вакцинирањето ќе се заштитат себе си и околината. Во официјалната статистика Гостивар е меѓу регионите со најниска стапка на вакцинација. Според податоците од Министерството за здравство, вакцинирано е 30,3% од вкупното население. Сепак лекарите појаснуваат дека реалната слика е поинаква, а тоа се должи на фактот што во пресметките се вклучени и иселениците. Тоа и ме чуди, затоа што буквално работиме цело време, интересот е голем и процентот е мал. Не знам, стварно не знам, но сметам дека е тоа заради бројот на жители. По пописот, да речеме, толку жители, но останати жители што се овде буквално присутни, а не се иселени, е многу помал отколку што е вкупниот број, нели? И затоа сметам дека тој процент заради тоа е мал. Иначе, жителите што се овдека, моментално се наоѓаат и се присутни во Гостивар, мислам дека е поголемиот дел опфатен со вакцинација. Вакциналниот пункт во Гостивар работи во 2 смени, а имунизацијата актуелно се врши само со вакцини од Pfizer.